Почитувани, вчера Европската бизнес асоциација излезе со фрапантна бројка, произлезена од Централниот регистар, дека на крајот на 2011 година долгот на владата кон фирмите изнесувал цели 226 милиони евра и овој податок не беше демантиран од страна на владата. Да подсетиме, на својата интернет страница Министерството за финансии официјално објави дека во 2011 година дупката во државниот буџет изнесувала 187 милиони евра или 2,5% од бруто домашниот производ. Сега се потврди дека тој податок нема никакво значење, бидејќи со долгот на државата кон фирмите од 226 милиони евра, на крајот од 2011 година вистинската дупка во државниот буџет е двојно поголема и изнесува 413 милиони евра или 5,5% од БДП. Се потврдија нашите предупредувања дека долгот на владата кон фирмите е извор на неликвидноста на македонската економија и основа за рецесијата во која западна државата. Со ова, сликата што ни ја црта владата на премиерот Груевски за македонската економија и за владините политики почна да се распаѓа како кула од карти. Со толку голема дупка во државниот буџет од цели 5,5% од БДП, не само што не сме меѓу најдобрите во Европа, како што се фали премиерот Груевски, туку сме меѓу најлошите. Има дури 20 земји од ЕУ што се подобри од нас. Уште повеќе, ако се земе предвид дека податоците на Европската бизнес асоциација се однесуваат на крајот од 2011 година, а дека проблемот со долговите на владата кон фирмите дополнително се засили во 2012 година, логично е да претпоставиме дека долговите оваа година се уште повеќе изголемени. Ете затоа, долгот кон фирмите и денес е се уште најголемата државна тајна, а не поради фактот што истиот од ден на ден се менува. Почитувани, вчера владата имаше можност директно да слушне од представникот на ММФ дека владата мора редовно да го објавува долгот и дека мора не само да го врати постојниот долг кон фирмите, туку мора да изгради механизам како да не се натрупа повторно долг во иднина. Ова не е ништо ново. ММФ го подкрепи она што СДСМ во повеќе наврати го кажа во последниве месеци. Всушност, се повеќе излегуваат на виделина проблемите што владата ги криеше под тепих, а кои се директна последица на незините погрешни чекори и штетни политики. Од ден на ден, на сите, на граѓаните, на фирмите, на странците, вклучително и на ММФ, им станува се појасно дека владата на премиерот Груевски со своето однесување постојано ги зголемува ризиците и ја прави иднината несигурна. Економскиот модел на владата на премиерот Груевски почива на неразумно трошење на пари, кои реално ги немаме, трупање на долгови, криење на долговите и покривање на дупките преку ново задолжување. Македонија станува земја зависник од задолжување и во моментов единствено што прави премиерот Груевски е што едниот долг го заменува со друг. При тоа, не менуваат ништо во својот погрешен модел, а штетите само се трупаат. Криењето на вистинската состојба е неодговорно и мора да престане еднаш за секогаш. Гледаме како поминуваат сега земите што имаат слични проблеми со огромна дупка во државниот буџет, а се однесуваа како владата на премиерот Груевски и го криеа проблемот од граѓаните. Потребата од сосема нов, свеж пристап во водењето на економијата и во водењето на земјата станува се појасна и очигледна.